Јас сепак не станам. Доста ми е виткање кичма. Од број 2 морам да се исправам, да застанам пред вас од почит према вас. Може да продам това. Стигне. Кабел стигне. Па не, вака е поедноставно. Окей. Работи? Добро. Значи, иако иницијалната каписла за сите овие активности, движења, дружења меѓу нас, беше овој така наречен концепт, кој што испадна доста протејска појава, нели не знаеме, државен испит екстерно, како ли се века. Иако тоа беше иницијална каписла, одбивам со индигнација да дискутирам по тоа што го нарекуваат концепт и уште повеќе индигнацијата ми се зголемува од кога ги добивме оние бедни 2,5 ливчиња, немушти 2,5 ливчиња, некакви образложенија. Значи, јас би одела делумно како одговор на прашањето што ми беше поставено, но и мислам дека е така добро, би одела повеќе во контекстот. Би одела повеќе кон уште едно подсетување на духот на времето, кој ја уништи автономијата на универзитетот, на духот на времето кој се пресликува во регулативата, она што делот, она што вас толку ве возбуди и ве разгневи. Значи, битката беше изгубена многу порано, а тоа се обележа 2011 година со тогашните измени и дополнувања на Законот за високо образование. Битката беше изгубена затоа што и покрај тоа што неколкумина се обидува да укажат на тоа дека треба да се вратат во фокусот основните концепти на автономијата, на се она што значи универзитас. И покрај тоа манипулацијата, значи, превагна. Јас подготвив нешто тука, сакам нешто да ви прочитам, чисто да се подсетиме. Да видите колку во суштина се работи за две различни планети. Една планета на која живее духот на регулативава, духот кој што го гледаме и преку концептчево за екстерно или за државен испит, и да се подсетиме, нели, и на другата планета, на планетата на која сте вие, а се надевам дека ќе не примите и нас, професорите. На таа планета, вашата, која можеби има вредности што се на извесен начин формулирани во некои традиционални европски декларации, документи кои што се однесуваат на високото образование. Еве, сакав да цитирам една декларација, Лисабонската конкретно од 2007. На таа планета, според овие декларации, се подразбира под универзитетска самостојност следно: академска слобода, тоа го знаете, финансиска автономија, организацијска автономија, кадровска автономија. Правата дефинирани во оваа декларација се предпоставува дека се вградени во статусот на универзитетите и неодделно од тоа во националните законодавства и регулативите на нормалните држави, група кон која наводно ние се стремиме. Овие законодавства, како и спомнатата декларација,
се темелат, значи, на низа дефиниции кои произлегуваат од низа европски документи. Само Магна Карта Универзитатум, ќе ја спомнам, декларацијата на ректорите на европските универзитети, донесена по повод 900 години од основањето на универзитетот во Болоња. Значи, речи си да не постои општество кое денес во сферите на образованието и на науката не се подпира на фундаменталните принципи од Магна Карта Универзитатум. Само неколку ќе прочитам, да се подсетиме. Универзитетот е автономна институција во сршта на општеството, кои што се различно организирани поради географско и историско наследство, и тој произведува, испитува, оценува и пренесува култура преку истражување, преку предавање. За да ги задоволат потребите на светот што ги обкружува, истражувањето и наставата на универзитетите мора да бидат морално и интелектуално независни од сета политичка власт и од економската моќ. Наставата и истражувањата на универзитетите мора да бидат неделиви, ако не сакаат да заостануваат зад потребите што постојано се менуваат, зад барањата на општеството и напредокот на научните сознанија. Слободата на истражувањето, слободата на едукацијата е фундаментален принцип на универзитетскиот живот. Така што и владите, и универзитетите, секој во рамки на своите можности мора да го почитуваат ова фундаментално барање. Отфрлајќи ја нетолеранцијата, секогаш отворен за диалог, универзитетот е идеално место за средба на наставници кои што се способни да го пренесат своето знаење и способени да го развиваат истражувањето и иновациите, и за студентите кои имаат права, кои се способни и кои имаат желба интелектуално да се збогатат со тоа знаење. Ко гледате ли вие некаде ова денес? Универзитетот е повереник на европската хуманистичка традиција, а негова постојана грижа е стекнување со универзално знаење. За да ја исполни својата вокација, тој ги надминува географските и политичките граници и ја афирмира виталната потреба на различните култури да се запознаваат и да си влијаат меѓусебно. За да се постигнат овие цели со следење на овие фундаментални принципи, потребни се ефикасни средства, за да се сочува слободата на истражувањето, слободата на наставата, а инструментите соодветни за остварување на таа слобода треба да им се достапни на сите членови на универзитетската заедница, на сите до еден. Дали ви изгледа ова како убава приказка, одамна заборавена? Колеги, сега, Уставот навидум кај нас ја гарантира автономијата. Сакав проблемот на автономијата да го ситуирам на овој фон, значи на овие фундаментални принципи. Навидум Уставот, да речеме во членот 66, како што кажа колегата, ја гарантира автономијата. Но, дали е таа пресликана во овие законски решенија, во регулативата наша? Јас ја носам тука и иницијативата за преиспитување на уставноста на законот со се последните измени од 2011. Го носам и документот кој што беше изготвен пред подготвителната седница на Уставниот суд, која се одржа цела година по поднесувањето на иницијативата, значи дури некаде беше март 2012. Како што некои од вас знаат, предпоставувам, таа беше, иако беа оспорени 19 членови од тогашниот закон, со се дополнувањата последни во тој период,
Значи, таа иницијатива за преиспитување на уставност беше отфрлена. Тогаш, мислам дека беше погребот на автономијата. Сега ова со екстерното е еден парастос. Значи, овој веќе постоечки франкенштајнски закон го отсликува духот на времето на оваа планета која не икеме. Овој франкенштајнски закон со се последните концепти се што е спротивно на ова до сега што го чуваме. Автономијата, драги колеги, не само што е нарушена, целосно е елиминирана. Затоа одбивам да дискутирам материјално, нели, по овие прашања кои беа засегнати со концептот. Така што вие всушност почнувајќи да ги изразувате своите споделени интереси, почнувајќи да го изразувате својот гнев, своите знаења во однос на ова што ви се пласира, всушност покренавте фундаментални прашања. Всушност покренавте прашања кои што ги допираат, кои што ја допираат сршта на универзитас. Покренавте прашања кои што ја допираат сршта на слободата. За тоа можам само да ви честитам по кој знае кој пат. Но имајте го предвид следното. Овие кои го шират овој дух за кој што зборува регулативата, значи иницијативите, ќе ви ги подарам некои копии за да видите само попрецизно некако нека остане во меморијата тоа да се следи духот на тоа рушење. Значи овие кои што го шират духот на формулиран во регулативата која ја имаме. Да се запрашаме, да се обидеме да анализираме зошто го прават тоа поѓаволите. Квалитетот е само празна флоскула. Квалитетот е само лага. Зад таа маска јас не гледам ништо друго освен желба за потиснување, за дисциплинирање, за контролирање. Не гледам ништо друго освен невешто скриена омраза. Омраза кон универзитас персе. Така што тука би завршила.